Почитувани гледачи, добро утро. Слободен печат, 9 часот наутро. Се прави ли магнетна резонанца на срце? Колку трае? Кои се болести се откриваат со магнетната резонанца? Дали таа воопшто се прави во Македонија? Утрово на ова, меѓутоа и на многу други теми поврзани со магнетната резонанца на срце, разговараме со доктор Ивана Јовановска-Христова, специјалист по кардиологија од приватната болница Аџибадем Систина. Доктор Христова, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Добро утро и ви благодарам за издвоеното време да ја презентираме ова релативно нова процедура и да ја доближиме до јавноста наједноставно што можеме со ваша помош. Значи, мене лично ми беше многу чудно дека се прави магнетна резонанца на срце. Веројатно и на поголем број од гледачите, меѓутоа, еве како што кажавте, да им ја доближиме малку методата. Како се изведува, во кои услови и кога докторот решава покрај ехокардиографијата да се направи и магнетна резонанца? Значи да, оваа процедура пред се би рекла дека е релативно нова, односно ја заживуваме на нашите простори. Имаме една крива на учење, која што засега има задоволителни и повеќе од тоа резултати, кои што носат бенефит за пациентите. Ултрасонографијата сепак е почетната или базична метода, која нам не насочува во кој правец да тргнеме. И при тоа самиот ординирачки кардиолог врз основа на наодот одлучува дали следниот чекор е магнетната резонанца. Магнетната резонанца е специфична и посебна само заради тоа што го дава квалитетот на ткивото. А друга метода која ткивото го доловува, единствено е агресивната метода, тоа е биопсијата. Како оваа процедура се изведува? Пред се на почетокот, пациентите мора да ги опуштиме и да им ја представиме методата. Тоа е дека влегуваат во една бела огромна цевка, во која што е поставен магнет. Тој магнет не го гледаат, ниту пак го чувствуваат. Но ткивата поставени во магнетното поле знаат да просјајуваат, да се прикажат како светли, бели или до темни, мрачни. А измеѓу постои цел спектар на сиво до црно. Нам тоа ни прикажува јасна слика, која што го поистоветуваме со одредена диагноза или болест. Така. Значи, врз основа на ова што го слушнав, можеме да кажеме дека на ваков начин практично се откриваат и карциноми, односно и бенигни тумори, ајде да не сме ригорозни во тој дел, кај срцето, кои што се многу ретки. Статистички зборува. Токму така. Значи, реткоста повеќе како термин во денешно време со постоење на овие модалитети и како термини да веќе изфрлена, од употреба, бидејќи она нула која предначи за оние многу ретки болести, сега е станата единица, двојка или тројка во општата популација. Со тоа што све се должи на овие модалитети, односно сликовни модалитети, сликовни процедури. Морам да издвојам дека магнетната резонанца е неинвазивна, безбедна за болните и не користи зрачење. Така. Тоа е многу битно, бидејќи кога ќе се споменат магнетна резонанца и компјутерска томографија, секогаш пациентите првото нешто што прашуваат колку се озрачени. Самата процедура трае од 30 до 60 минути, колку што ми е познато, така? Да, така е, со тоа што имаме предходна подготовка, имаме вкупно си зацртува дека трае 1 час. Од самиот прием, негова подготовка, имаме 4 зони низ кои што пациентот се спроведува, со тоа што имаме безбедно сликање или безбеден имиджинг, во кој што ги остава сите метални предмети, се облекува во една специјална наметка со која што влегува во просторијата за да биде процедурата безбедно изведена. Но предходно следи пополнување еден формулар со кој што ние буквално прашуваме дали има било какви неприродни имплантанти во телото. Бидејќи тие се што е железо или било каков материјал има потенцијал да
поинаку реагира во средината на магнетот. Но денес сите оние неприродни имплантати, дали се тоа простецки, колкови, колена, дали се тоа девајси, апаратчиња, пейсмейкери, се изработуваат од легури кои што се безбедни за изработка на оваа метода. Така што речиси и да не постои одредена специфична контраиндикација, но сепак сме внимателни во тој поглед и побаруваме доколку е таков имплант вграден, да ни достави за кој тип е и која е годината на производство. Бидејќи како минуваат годините, така се менуваат и типот на материјалите кои се користат. Значи, ако добро ве разбрав, пациентот доаѓа, му се прави ехо на срце, кардиологот се сомнева дека е можен некаков тумор. Се прави магнетна резонанца. Што потоа со резултатите? Кој ги чита и дали се прават практично кај сите пациенти кои што оперативно треба да или инвазивно или неинвазивно да се оперираат потоа? Значи, постои специфична индикација, но сакам да напоменам дека магнетната резонанца на срце е златен стандард за проценка на присуство на волумен на крв во срцевите шуплини и за добивање на процентуално изразена пумпна сила. Затоа кога ќе ме прашаат пациентите колку посто ми работи срцето, епа бројката е варијабилна и некаде почнуваме од најниската па се до највисоката 70-75. Јас би посакувала сите мои пациенти да се во таа нормален ранг, но за жал не е тоа така. Така да ние мора да дознаеме зошто пумпната снага некој човек е изгубил, која е причината. А магнетната резонанца дава одговор на сите тие прашања, особено оние кои имаат слабо срце, оние кои што имаат болка во градите или прележале срцев удар. Донесуваме одлука дали да се реваскуларизира, односно дали да имплантираме стент, дали да оди на бајпас хирургија. Доколку станува збор за тумор, ние најчесто ги гледаме секундарните последици, кои што се презентираат како мозочен удар, губиток на свест, пад, повреда. Дури стасат до кардиолог, пациентите изминуваат одредена траекторија која што е за нас загуба на време. Така да во еден специјализиран центар за срце, каде има тим за срцето, овој круг брзо се затвора, со тоа што врвот на тие доинвестигации сепак го оставаме на магнетната резонанца, особено кога станува збор за тумори на срцето, дали се тоа бенигни или малигни. Тоа е една од поразителните дијагнози, но сепак има лек, има третман. Значи, ако добро ве разбрав, од доколку примарниот тумор, односно карцинома на срцевиот мускул, можни се последици буквално по сите витални органи. Токму така, затоа што срцето е центарот на сите збеднувања во организмот, има крвни садови кои одат до сите органи и сите најмали делови во телото. И затоа манифестацијата е најчесто и превидена во некои случаи. Така. Се лекува ли карцином на срце или бениген тумор? Да, се лекува со тоа што тој се отстранува хирушки. Така. Но има некои тумори кои што, доколку се минимални или станува збор за некои, па да речеме, израслини во телото, кои што се како еден спореден наод, ние тие ги следиме. И некогаш тоа го правиме на 6 месеци до 1 година и затоа е потребно процедурата да не користи зрачење. Особено што туморите или овие состојби тие не бираат возраст. Може да станува збор од некој млад адолесцент до некој многу возрасен пациент. Така да кога не користиме зрачење, може да ги тајмингот да го адаптираме на 6 месеци, година, 3 месеци, се во зависност каква е дијагнозата и која е тежината на клиничката состојба. Кој го чита резултатот од магнетната резонанца? Радиолог или кардиолог? Тоа е, да, одлично прашање. Значи, тоа е тимска работа. Пред се, има неверојатно квалитетен тим на радиолошки техничари. Ние мора сите заедно да работиме за да го добиеме она што го сакаме. Убави слики не настануваат туку така. Имаме соработка и волја на пациентот, кој што ни ја дава целата своја доверба, што влегува во таа цевка извесно време, кој што му даваме команди, нели, кој што не слуша постојано и радиолошкиот техничар му вели
запри го дишењето сега, немој да дишеш, продолжи да дишеш сега. И потоа радиолошкиот техничар го завршува испитувањето, радиологот е тука, го гледа квалитетот на сликите и ние се состануваме. На тој состанок е убаво да имаме 4, не 4, и 8 и 10 очи. Што повеќе, тоа подобро. Со тоа што овие минимални детали не сме да има ниту еден превид, затоа што не планираме ова да го повториме, да го изложуваме пациентот повторно на процедурата. Едноставно, сакаме да добиеме брза, навремена диагноза и заклучок. Овие бројки вам не ви значат ништо. Нам ни значат многу со тоа што на крај ги сумираме. Заклучокот е диагноза и дел до излекувањето, ве носи до излекување и целно лекување. Доколку е срцева слабост. Значи, срцевата слабост денеска е израмнета со онколошка болест. И самите термини кои ги користиме, како е во ремисија, во подобрување, буквално се поистоветуваат. И на овие пациенти, за да им го соопштиме тоа, и како ќе ги лекуваме, некои добиваат апаратче, како што е пейсмейкер, но тоа не е оној пейсмейкер со една жича кој што се става туку или електрода, едноставно се става во двете комори за да ја подобрат пумпната снага на срцето. И сакам да потенцирам дека некогаш ставаме и канила за да вбризгаме контраст. Тој контраст има еден уникатен потенцијал да се депонира во места каде има лузна. Така да ако сакаме лузната да ја видиме, како што ние ќе се повредиме па настанува лузна која носиме за секогаш, замислете некои луѓе живеат со таа лузна на срцето во текот на животот. И мора да ја квантифицираме, да видиме во кој процент е, за да го заштитиме од ненадејна срцева смрт. Така. Луѓето едноставно ги губиме некогаш кои биле на нога, биле многу активни, ги губиме во сон, едноставно никогаш не се будат. А најпоразително е кога гледаме спортски надпревар или некој од играчите спортисти да починат на терен. Тука магнетната резонанца верувам дека го добива својот примат и својот сјај. Добро, бидејќи е релативно нова метода, се случува ли да ве гледаат малку со недоумица пациентите кога ќе им кажете дека можно е да се направи магнетна резонанца на срце? Да, секогаш. Значи, треба време да заживе, да се навикнеме, бидејќи па се прашуваат, па јас знам дека коленото го снимав, нели? И која е употребата? И сега тука некако мора ние да го тоа пластично објасниме што ќе добиеме од тоа, кој е бенефитот. И да, и најчесто да не гледаат така, но сепак во една взаимна комуникација и кога ќе воспоставиме доверба, кога пациентот верува во тоа што го слушнал и ќе процени колку тоа има важност и оние слики. Јас знам и сликите да им ги покажам. Без разлика што добиваат седе, добиваат заклучок, тоа се само листови хартија. Сакам да го видат кој има прилика да си го види срцето. Да, оно што направил магнетна резонанца. Нели кардиохирургот кој го гледа пред себе, нели, они имаат ваков поглед, они го гледаат од горе, а ние кои работиме имиджинг го гледаме од долу, ама со ваквите методи некако нашиот поглед се поистоветува. И за крај, немаме никаква национална програма кога се кардиолошките болести, зборувам како држава во прашање, иако имаме нели скрининг на дебело црево, мамографија, меѓутоа кога се кардиолошките болести, тука некако се уште сме на долно ниво. Една препорака до гледачите, кога станува збор конкретно за магнетната резонанца, ако се доведат во ситуација нели кардиологот да им ја понуди, што е бенефитот од неа? За крај на интервјуто. Значи, бенефитот е огромен со тоа што добивате комплетен заклучок од процедура која што е апсолутно безбедна за вас и дефинираме одредена состојба со тоа што не само што добивате диагноза, имаме цел на лекување. Кога ние имаме цел, мојата цел е и ваша цел и заедно патот го изводуваме. Дали е тоа едно од најтешките патеки кои водат до трансплантација, или кога ќе соопштиме дека е потребна операција на отворено срце,
или да се имплантира вештачка валвула, или овие процедури како што е тави процедурата која што ни припаѓа нам кардиолозите. Така да се е тоа за доброто на пациентот, но да биде навремено. И доколку имаат синкопа, губиток на свест, доколку имаат болка во градите, доколку се заморуваат, доколку имаат глад за воздух, јавете се на еден базичен преглед, макар отидете кај матичниот доктор да ви направи еден електрокардиограм, па да појдеме од таму. А овие методи или сликовни методи се секогаш достапни и тоа се трудиме да бидат што е можно подостапни за широката популација, за да имаме целно лекување до излекување. Така. Доктор Јовановска Христова, времето ни е кратко, имаме доста теми за разговор, меѓутоа да оставиме нешто и за следна прилика. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма. Ви благодарам за вниманието.